Денешната тема на лице место ни е за вандализмот и дивењето во градот. Навистина вандалски напади може да се видат често низ имоти, исто така паркови, клупи, детски игралишта, но кој е оној психолошки аспект кој што се крие зад самиот вандализам и вандалски напади? Ово утро ќе слушнеме нешто повеќе од мојата денешна гостинка, госпоѓа Мирјана Јовановска-Стојановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Кој е оној психолошки аспект кој што се крие зад вандализмот според вас? Па, може да бидат различни причините за тоа кога нели ќе откриеме вакви некои вандалски постапки, кога се изживуваат врз материјалните добра од она што е околу нас. Многу е важно да знаеме што за нив тоа значи. Затоа што тогаш ќе преземеме правилни мерки за да можеме некои работи да ги спречиме. Значи, дали е тоа заради... Секогаш е тоа некоја порака. Некоја порака која е до другите. Дали е тоа некој револт за системот, за начинот на функционирање, за било што, некоја лутина заради тоа што некогаш некој ги увредил, значи може да биде лична причина, затоа што нема како да ги канализира очигледно внатрешните преживувања, емоции, или да биде порака која ќе представува предизвик, ќе представува нешто што на другите треба да им каже, или очекување реакција од другата страна дека нешто ќе се случи. Во било кој случај покажува дека начинот, мислам, она што сака да се каже дека не е направено на правилен начин, затоа што обично ние кога ќе видиме, или општеството така реагира, кога ќе видиме такви некои случувања, дека нешто е скршено, никогаш не размислуваме за тоа како им е на тие што го направиле тоа, него реакцијата е секогаш бурна, сакаме да ги фатиме, да ги казниме за тоа што го направиле, значи дека она што сакале да го покажат и да го кажат, ќе и го изгуби значењето. Значи, тотално несоодветен биран начин. Или ако треба да биде тоа провокација, тогаш кај нас да предизвика одредени емоции на кои што ние нели ќе се побуниме, ќе реагираме. Тогаш е единствен успешен начин кога ќе видиме некој вандализам. Затоа што навистина кај другите тој вандализам ќе предизвика бурна реакција. Дали оние кои што ги вршат тие вандалски напади, без разлика за каква причина станува збор, игра улога и во какво семејство се растени, односно во каква околина им поминало детството? Па секогаш, нели, кога зборуваме за некоја личност, секогаш почуваме од тоа, нели, како е пораснат, како е воспитан. Постојат личности кои, например, ни по било која цена, значи нема да направат физичко насилство брз било што, нити материјално, нити брз некој човек, нити ќе се изразуваат или било какви ќе действуваат на некој агресивен начин. Постојат луѓе кои за секоја ситница, нели, реагираат многу агресивно. Дел од нив можат да го направат и овие дела. Сега е битно, као што реков, да разликуваме дали се тоа внатрешни, лични причини или е нешто од надвор што ги мотивира. Некогаш може да биде тоа и пари. Нели, да бидат платени да направат некое дело. А може да биде, нели, заради тоа што се во некоја голема група припаѓаат. Во групата е лесно да ја изгубиш собствената одговорност за тоа што ќе го направиш. Затоа, ајде ќе се договориме, ќе го правиме тоа и тоа, таму одговорноста влегнува во групата и луѓето не ја чувствуваат лично и е многу лесно да влезеш во такви вандалски, да кажем, постапки, да наштетиш некому, да се однесуваш лошо со било кого. Така да, ова е некоја... Сепак ќе би рекла, ако зборуваме психолошки, дека е нешто што дел од функционирањето на личноста на неадекватно покажување на себе си, изразување на себе си, желба за комуникација, затоа што и тоа е начин на комуникација со социјалната средина и со општеството. Сакам нешто да ви кажам. Дали се чувствувам неслушната, повредена или било како нешто, сакам да предесам некоја порака. Дека сум мокна, можеби тоа се случува кај млади, кога прават нешто
полни со енергија и кога тоа не е канализирано како што треба, тие особено за сета лутина, за сите неправди што они си ги доживуваат, ќе направат во една група заедничка, делејќи некоја одговорност, ќе направат дела кои потоа ќе биде така разрушување на имотот, оштетување, без да размислуваат, нели, што ќе остане понатака. На самиот крај ќе прашам што препорачувате до оние кои што на овој начин ги изразуваат своите емоции. Како што кажавте, и ова на некој начин на вид комуникација. Преска реков дека кога вакво нешто ќе се случи, обично луѓето не ја разбираат пораката. Мислам, нити луѓето околни, ни социумот, нити општеството во кое што функционираме. Вандализмот секогаш е осуден, на било кој облик да е. И пораката што сакаат да ни ја покажат, не оди код никаде. Значи, ние не ги третираме дека се тоа мокни, некои паметни луѓе кои ете имаат сила, па дошле, скршиле нешто, па разрушиле нешто, него секогаш кога ќе ги карактеризираме како дека тоа е вандализам, значи наидува на остра осуда од сите и нормално желба да бидат фатени и казнети за делото. Ако имале идеја да ги спровоцираат агресија и физичка реакција, нели, на тоа што го направиле, тогаш ние треба да бидеме доволно мудри, нели, исто да размислуваме дали ќе одиме по нивните стапки и ние ќе правиме вандализам и оштетување или ќе го следиме законот и на одреден, прописан начин ќе действуваме за тоа да биде казнето, да бидат тие фатени, да биде, нели, од една страна нас вандализмот научи што не треба да правиме во животот. Кога гледаме што се случува, нели, и ќе осеќаме дека ги оштетиле вредностите кои ние ги имаме наоколу, значи може учиме како треба да ги чуваме, како ние треба да обрнеме внимание на тоа што е околу нас, како ние да се залагаме за тоа, како ние да се здружиме да ги очуваме заеднички против вакво нешто. И нормално тука ќе биде вклучен и законот, и сите оние што се чуварите наоколу, што заеднички како цело општество да го чуваме тоа што е наше. Благодарам многу за можноста за разговорот. Благодараме вас. Со овие информации го заокружуваме ова линковско вклучување. Говоревме на тема психолошкиот аспект кој се крие зад вандализмот. Во продолжение предлагам и да слушнеме спроведената анкета на терен, каде што ги прашавме нашите сограѓани кој е нивниот став околу вандализмот и дивењето во главниот град. Околу вандализмот во Скопје, дивењето од страна на помладите повеќе, може да се забележат навистина уништени клупи, паркови. Кое е вашето мислење околу тоа? Домашно воспитување. Речение? Дома? Само казни, ништо друго. Да, само казни. И така ќе биде. Тоа го гледам, значи немаш кај да седнеш, немаш да одмориш. Мислам дека имам премногу малце корпи за отпадоци. Тоа е прва работа. И е кажано, значи тука поминуваат често поки пратенициве, министриве, градоначалничката исто, кажано е. Мислам дека треба тоа и вандализмот. Не знам како да се справи со вандализмот, а се поише има млади деца кои прават зулуми. Не знам како да се справи. Жално, јас случајно за во Штип тоа се деси сега, нешто кажуват невреме, нешто кажуват вандализам, која е вестината, тоа треба утре за институциите. За жал, ништо што треба да се пофри, да се каже дека е убаво државата. Некојаш слушам сите се жалат поплаки, на некој начин сме во право, мада очекуваме дека некој ден ќе има подобро утре, да речем. Да, тие неубави реченици, да, мислам дека треба да се препаруваат. Да, и да не се покажуваат.